Денеска сакам со граѓаните на Велес да зборувам за една конкретна работа, за една реалност, за Македонија која е де факто членка на НАТО алијансата и која за неколку месеци до крајот на оваа година ќе биде и полноправна членка на најмоćниот војно-политички сојуз на земјата. Тоа значи, накусо кажано, зголемена бројка на странски инвестиции, повеќе работни места за нашите млади, помалку луѓе кои се иселуваат, едноставно подобри шанси за повеќе шанси за подобар живот во својата земја. Сите членки на НАТО, кои тоа станале во последниве 10 или 15 години, од кои некои во нашиот регион, потврдуваат дека веќе во првата година по членството во алијансата, странските директни инвестиции се зголемиле 2 пати, 3 пати или повеќе пати. Во овој контекст сакам да ја посочам разликата помеѓу мене и главниот опозиционен кандидат и мислам дека во тој дел граѓаните ќе немаат голема дилема. Значи, на една страна, ова што јас го нудам, 31 политичка партија и граѓаните кои стојат зад мене, е Македонија членка на евроатлантските интеграции, членка на НАТО и на Европската Унија, со отворени порти за подобар живот за сите нас, а на друга страна имате концепт кој заговара оспорување на Преспанскиот договор и оспорување со тоа на нашето членство и во НАТО и во Европската Унија подоцна. Значи, мислам дека граѓаните овој пат ќе знаат да ја направат разликата меѓу луѓе кои заговараат концепти од 19 и од 20 век, концепти кои се поврзуваат со национализам и популизам и со нереализирани ветувања и концепти кои ја водат Македонија во друштво со најмодерните и најпросперитетните нации и држави на светот. Благодарам.